Добро утро. Да си кажеме утрово за шумите. Кој ги пустоши шумите во Македонија? Кој е одговорен за нелегалната сеча и зошто македонските институции се немотни против така наречената шумска мафија? Овие прашања ќе ги поставиме на моите денешни гости, професорката Марина Малиш-Саздовска од Факултетот за безбедност во Скопје. Добро утро, добро дојдовте. И Сашо Петровски, шумарски инженер од Регионалниот центар за шумарство и регионален развој. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. На почеток, генерално испровоцира непосреден повод за оваа емисија е последната бројка до која сознание до која дојдовме дека во 2023 минатата година шумската полиција поднела 197 кривични пријави против дрвократци. Ниту за една нема одговор од обвинителството. Дали овој податок и вас ве затекнува, ве фрапира на некој начин или е нешто вообичаено што се случува изминатите 3 децени и кусур на насат? Податокот е сериозен, значи ова е бројка која што е веродостојна земена од шумска полиција како извор на податоци. Некаде во просек за 4 години тука се движи бројката на поднесени кривични пријави. И феномен е тоа што од моментот на поднесување на кривичната пријава шумска полиција нема понатаму информации за текот на станите. Што се случува со таков сериозен предмет, бидејќи тоа е кривично дело, се очекува нели да пријавителот биде контактиран во некоја фаза на истрагата, да се побараат дополнителни изјави, докази, се губи трагот на случајот, што укажува на неефикасност, нели мала земја сме, да се реши некој случај во кој што ќе има пресуда, ќе знаеме. Еве, ние досега сме виделе во јавноста за некои 1-2 случаи кои што завршиле со, да кажеме, условни пресуди. Преблаги судски казни за таков криминал. Да, за лица кои што се, еве, нема да споменувам имиња, познати прекршители на законот, по 2 кривични дела е осуден на вкупна условна казна прекршителот со образложение дека судот цени дека тоа ќе влие на него едукативно, иако тоа лице веќе било заведено во кривичната евиденција и казнето за друго кривично дело. Професорката Саздовска е експерт за така наречен еколошки криминал. Во кривичниот законник имаме членови кои предвидуваат сериозни казни затвор, односно сериозни, од 6 месеци до 5 години се, нели? Казните затвор. Што вам ви изборува овој податок дека од 197 кривични пријави кои ги поднела шумската полиција не е ефектуирана или не е земена во работа или едноставно има молко од обвинителството за сите? Во однос на криминалистичките истраги кои што се водат за ова кривично дело пустошење шума, како што кажавте вие, тоа е дел од групата 22 во кривичниот законник за еколошки криминал. Меѓутоа, ова е едно од најзастапените кривични дела во нашата држава и едно од делата кои што има организирана форма, како што беше кажано за сега. Мотивот за старување на овие дела може да биде двоен. Прво, ниската материјална состојба на граѓаните, која што нели овозможува самите да берат дрва на нелегален начин, меѓутоа тоа е многу минорно во однос на илегалната сеча на шумите. Треба да се задржиме на вториот мотив, а тоа е прибавување на противправна материјална имотна корист од нелегалната сеча. Сега зборуваме за мафијата. Зборуваме за мафијата, не за социјалните случаи кои сечат дрво за да се загреат, да ги загреат домовите и да сготват нешто. Туку за оние организирани групи кои вртат, при тоа дојдов до некој податок, еве вие можеби ќе ме исправите. Десетици, можеби и стотици милиони евра годишно од нелегалната сеча. Колку пари се вртат во бизнисот? Па јас нема знала точна бројка да кажам, меѓутоа навистина огромна сума на пари. Само во однос на кривичните пријави и поднесувањето треба да кажеме дека треба да се види кој ги поднесува кривичните пријави и во каков квалитет се, дали таа кривична пријава навистина задоволува. Шумската полиција ги поднесува. Шумската полиција може да поднесува Министерството за внатрешни работи, затоа сакав да кажам. Меѓутоа Министерството за внатрешни работи во овој момент нема посебна единица која што се занимава со сузбивање на еколошкиот криминал. Она што е позитивно, тоа како законска измена? Она што е позитивно е дека во тека измена на систематизација во која што се предвидуваат работни места за инспектори за еколошки криминал и најавено од страна на министерот Панчо Тошковски дека има посебна организациона единица која што ќе се бави исклучително со овој тип на криминал. Ова е побарано многу одамна. Но сега е во процедура да се реализира. Само во прилог на вашата констатација, тоа е извештај од СОКТА, која што го изработува Бирото за јавна безбедност. Тоа не е одамна, од 2001 година, почнуваат во извештај за организиран криминал да го анализираат и еколошкиот криминал,
каде што констатира дека откривачката функција на Бюрото за јавна безбедност за откривање на овој тип на криминал е многу ниска. Кога самиот орган ќе каже дека не е ефикасно постапувањето, тоа значи дека во нареден период со овие измени кои што ги очекуваме откривачката функција да се подобри. Во делот на поднесување на обвинителни акти кон судството за одредени кривични дела покрај ефективните или квалитетните кривични пријави, сметам дека и недостаток на бројот на јавни обвинители и суди кој што навистина е значителен исто така пречка во оваа процедура. Добро, ајде малку околу бројките. Сашо Петровски, вие само се насмеавте кога прашав колку пари се врти во овој нелегален бизнис, иако негде најдов податок дека ова, ако можеме да се тешиме на тој начин, дека не е само наша ексклузива, дека феноменот на така наречената тимбер мафија, така ја нарекуваат нели во Европа, присутна е во сите земји, особено исто така многу развиена и добро оперира во Романија. Романските шуми се исто така се сечат на диво исто како нашите, меѓутоа велам тоа не е за утеха. Велат дека во границите на Македонија, на територијата на Македонија, оние црвени точки кои се повеќе поцрвенуваат како обезшумени подрачја, не чинат годишно околу нешто помалку од 100 милиони евра. Колку пари се вртат? Ајде да кажеме... Има ли структурирана некоја хиерархија голема, има некој бос што е на таа шумска мафија или се повеќе организирани групи? Во одредени подрачја има организација која што укажува на организиран криминал. Значи имавме во октомври 23 година акција една на шумска полиција со припадници на ЕБР на Скопска Црна Гора, каде што има запленето 450 кубни метри готов производ, дрво, пробиен шумски пат, машина за отварање и прочистување на шумскиот пат, десетина работници се качи, 2 камиони. Тоа укажува на една организација. Тоа е веќе мало шумско стопанство. Луѓето ги апсат дента, притворени се, за 2 дена ги пуштат од притвор, за неколку дена повторно истите луѓе се фатени на терен во истата активност. Имаме случаи каде што доаѓаат работници од други земји, во струшкиот дел работници од Албанија се земаат за да работат за одредени луѓе и кога ќе ги фатат на терен, бидејќи се странски државјани, тоа што им следува е да ги испратат надвор од границите на Македонија, да, додека нарачателите на ваквата активност не се знаат. Во други градови исто има таква слична шема, значи нарачателите, босовите најмуваат луѓе од ниски социјални слоеви да работат за дневница, да произведуваат нелегално дрво, тоа понатака се транспортира по одредени шеми кои што ги развиваат за Има една група што е организирана за сеча, друга за транспорт, трета за продажба, како? И продажбата, да, и продажбата си оди веќе во градот, веќе во градовите, во текот на денот, не се не кријат, оди дистрибуцијата по куќите на нелегално дрво. Меѓутоа не се секогаш вака мазно како оваа акција што ја споменавте од октомври 2023 кога шумската полиција успеала да уапси неколкумина, па после за жал да ги пушти да ги ослободи судот. Професорката Саздовска има во едно интервју кажано пред неколку години дека неколку шумски полицајци загина вршејќи својата должност, беа застрелани токму од припадници на таа така наречена шумска мафија. И повторно и за тие и во тие дела нема по-строги судски казни и пресуди според законите и според членовите од кривичниот закон? Така, за нас е навистина поразително да кажеме дека 20 шумочувари во Кумановско-Липовскиот регион и еден шумски полицај со планината Китка го имаат загубено животот токму од таа шумска мафија. Самото тоа кажува дека станува збор за организирана криминална група. Меѓутоа, како и за останатите кривични дела во сферата на екологијата, навистина, како што кажа и колегата, казните се благи, најчесто се со парични казни и со условни осуди, а во овие случаи станува збори дали всушност имаме откриено сторителите на овие кривични дела. Тоа навистина зборува дека истрагата мора да се подобри во нареден период, бидејќи особено овој тип на криминал представува организиран криминал кој што навистина треба со посебни истражни мерки да се истражува за разлика од други видови на криминал, бара посебна активност. Беше спомената акцијата Гора, во смисла дека нели заедно со шумската полиција, Министерството за внатрешни работи прави одредени проверки на подрачјата, меѓутоа тоа не е доволно. Оперативната акција Гора се спроведува спорадично во одреден временски период по одредена дојава, би требало во континуитет во текот на целиот временски период во текот на годината да се вршат овие проверки на терен. Прочитав некаде од моите колеги кои се занимаваат со истражувачко новинарство дека нелегалниот бизнис на дива сеча на шумите, односно таа така наречена шумска мафија,
полека им го зема приматот и станува се повнослив бизнис и веројатно веќе се изедначува со трговијата со луѓе и со трговијата со лажни брендови. Веднаш зад трговијата со дрога е на второ место веројатно по обемот на пари кои се вртат и веројатно многу е примамлив овој криминал или повеќе е криминал отколку бизнис поради благите казни, условно кажам. Да. Во светот е така. Така ли е? И кај на нас? трето место во светот е нелегална трговија со дрво. Има во трендови во светот кои што укажуваат на тоа дека трговците со дрога полека се префрлаат на ваков тип на нелегална трговија затоа што се казните помали. Казнивоста е помала отколку за трговија со Но дрво. нели Европа има многу ригорозен закон донесен од пред неколку години дека нема да прифати дрво ниту една компанија од Икеа надолу или како сакате. Што се компанија од дрвната индустрија ако дрвото нема сертификат за потекло, односно ако не е од јавно претпријатие национални шуми или не е од легална сеча. Но не би била таа нелегална трговија, не би постоела да не наоѓаат разни канали како нелегалното дрво да го вклопат во легалниот бизнис со дрво. Така да тие истраги, дури легислативи кои што ги носи Европска унија, не секогаш ќе вродат со плод да превенираат таквата трговија. Кога ве прашав за сумата, одбивате да баратате со цифри, меѓутоа да се обидеме да пресметаме заедно. 20 Најдов под 20 на милиони. Милиони евра е да кажеме дека е реална бројка. Бидејќи најдов податок дека во Македонија годишно се горат 2.165.000 кубни метри за да се загреат домовите, за да се сготви храна и за да се стопли вода. Тоа е податок од истражување од еден поголем проект кој што го правеше, го организираше ФАО, го спроведуваше Шумарски факултет. Фрапантна бројка, бидејќи ни покажа, не знам, дека нашите перцепции беа дека 1.100.000.200.000 се, да кажеме, потребите на годишно ниво за Македонија. Изгледа двојно повеќе? Ово излезе двојно повеќе. Министерство никогаш не ги призна овие резултати како точни. Меѓутоа има таму разработени се и, да кажеме, сценарија песимистичко, оптимистичко, реално некаде околу 300 до 400.000 кубни метри. Секако од овие бројки што не беа по статистика 1.100.000.200.000 ни недостасуваат во пазарот кој што некој ги снабдува. Бројката дискутабилна за Министерството, затоа што јавното претпријатие задолжено да ги произведе овие дрва, Национални шуми, произведува помалку од половина од ова количество, што зборува за сериозен недостиг на пазарот кој се пополнува веројатно или еве како што ми сугерира колегата Боби зад камерата од увоз, бугарското дрво вели е поевтино. Прво прашање е зошто увезуваме бугарско дрво ако имаме доволно да произведеме дома? Дозволен ли увоз на огромно дрво? Дозволен не е забранет воопшто. Беше тренд 2000 година се јави поголем увоз, 2000-2001. Меѓутоа, верувајте, не е таа бројка голема. Зошто е поевтино увозното дрво од нашето домашно? Не знам, не верувам, моите информации се дека во Бугарија цените на производите од дрво се поголеми и има недостаток затоа што имаат големо производство на пелети. Значи таму им треба суровината на домашните производители. Можно е да поради високите цени да има таму, да кажеме, да не се купува дрвото па да иде на македонскиот пазар. Србија апсолутно не би влегувало дрво на македонскиот пазар, така да долгорочно мислам дека не е тоа нешто што би го дискутирале. Интересна е бројкава за Национални шуми. На нивниот годишен етат, значи количината можна која што може да произведете 1.300.000. Тоа им е максималниот плафонот. Значи ако оваа бројка сега 2.100.000 е точна, тогаш ние имаме редовен дефицит од некои 700.000 кубика, ако Национални шуми произведе 100% од капацитетот. Тие 800.000 се а тие произведуваат 50% од капацитетот. Проблемот со трговијата со дрво е следен. Значи имаме цени кои што се контролирани од Управен одбор во Национални шуми и се држат на ниско ниво за да се исполни некаква... Од кога е тој ценовник? Се ревидира редовно или не? Сега има промена на ценовникот скоро, меѓутоа не се цените повисоки од оние на приватните складови. Сега. При тоа, тие цени за продажба од Национални шуми се
помали од производната цена што ги чини националните шуми. И тоа се случува. И веројатно затоа предпријатието со години оди во загуба. И со години е во загуба, не може да оствари позитивен резултат, со тоа не може да ги финансира, да кажеме, редовните работи за нормално работење, значи сервисирање на возила, отварање на патишта, не знам, други работи кои што се и се доверени, значи одгледувачки работи во шума кои што чинат пари, треба да се спроведат. Наместо тоа инвестиција. Така да место за партиски вработување за награда на тоа не го коментирам, не е во ваша некој друг може да зборува. Професорки, од се ова што го зборуваме, како повторно велам, како теоретичар по безбедност, гледате доволно причини, повод за сериозна истрага, да се влезе, да се направи сериозна гора акција под такво кодно име и да се расчисти со овој вид криминал или барем да се намали? Апсолутно сте во право. Вие кога прашавте за еколошкиот криминал и во светски, во европски рамки, тоа е меѓу првите 4 по профит остварување во Европа, покрај трговијата со други состанатите. Зошто се навлекуваат криминалците да го вршат овој тип на криминал? Има една сентенца, вели, висок профит, а низок ризик. Значи профитот е многу висок, а ризикот за откривање и процесирање на сторителите на овој тип на криминал е доста низок. Токму заради тоа и заради присуството на организираните криминални групи во нашата држава, сметам дека треба навистина една сериозна акција за откривање на овој тип на криминал. Меѓутоа да бидеме малку и самокритични, да бидеме реални, шумската полиција колку кадар има, дали е тој обучен, од кога немале обуки, дали имаат опрема за делување на терен, дали имаат GPS системи, дали имаат дронови, дали имаат редовна опрема која што треба да ја користат, каков е статусот на вработените, дали имаат бенефициран стаж или немаат, и сепак е покрај сите овие проблеми кои што ги има, еве да кажеме, шумската полиција како директно најзадолжена за ова, сепак тие вложуваат напори и откриваат одредени сторители на кривични дела. Меѓутоа проблемот исто така е во делот на судската процедура, како што кажавте вие, заради ниската и благата казнена политика, како што кажа колегата, едни исти сторители повторно се водат како рецидивисти и повторно се на терен и повторно ги вршат тие кривични дела. Обвинителството и судовите се дел од таа корумпирана спрега и шема или пак од незнаење или пак ете така тргнуваат од тоа дека е подобро 100 виновни на слобода отколку еден невин во затвор, па досудуваат условни пресуди или благи казни? Може би законската рамка ни е проблем. Значи, еве, дискутиравме претходно со колегите од шумарство. Значи, имаме ние парадокс. Фаќате возило со дрво, за кое што тој што превезува нема испратница, која што е пропишано со закон. Дрвото нема никакви индикатори за легалност да е жигосано како што налага законот, и случајот обично завршува со прекршок кој што чини 250 евра. Значи, никој понатаму не презема истражни дејства да види зошто овој сега вози, од каде му е дрвото, каде е посечено, бидејќи тоа е веќе по кривичен законник кражба или е пустошење на шума. И тука завршува случајот со 250 евра казна. Тоа е на одреден начин стимулација на криминалот. Значи, на годишно ниво има 1000 такви случаи кои што одат на прекршочните судови и се реализираат тие казни. Зошто надлежните не си се мешаат во својата работа? Сега, зошто по сила на закон обвинителство не преземе дополнителни активности да истражи од каде доаѓаат овие дрва? Сте ги прашале како Сашо Петровски Рефорт или вие како професорка од Факултет за безбедност задолжена за еколошки? Веројатно вака во неформални разговори на ние бројни конференции, симпозиуми и конференции што ги правите? Мојата комуникација со јавните обвинители и со судиите, неколку пати имам држан обуки за откривање на еколошки криминал. Прво морам да кажам дека интересот на оваа структура од правните служби во смисла јавни обвинители, суди и така натака не се многу заинтересирани да се занимаваат со оваа проблематика. Оваа проблематика изминатите неколку декади наназад во нашето општество е на маргините. Кој е заинтересиран? Не. Ако има дело, треба се гони. Значи на маргините на општественото делување. Значи тие зашто го кажам во делот на обуките, за да знаат да пресудат треба да им е познат типот на криминалот, да ги знаат карактеристиките, да ги знаат начините на извршување, кој е модусот операнди, како се постапува. Нестручни обвинители? Не стручни, туку не се доволно обучени во сферата на овој тип на криминал. Значи не се корумпирани, туку се нестручни. Не се нестручни, не се доволно обучени во оваа сфера. Не се доволно обучени, но не се корумпирани. Па за корупцијата не можам да кажам. Иако за подниските ешалони корупцијата е евидентна, за пониските ешалони зборуваме сега за органите на прогон кои што го вршат ова.
Пак ја спомнам СОКТА извештајот на Бюрото за јавна безбедност пишува дека корупцијата, што е констатација од органите, е една од најглавните причинители за еколошкиот криминал. И само кратко ќе објаснам зошто е тоа така. Не станува збор за мала количина дрога која што вие можете да ја глотнете и да пренесете преку аеродром ако не ве забележат службите. Станува збор за габаритна стока. Че тоа се камиони наполнети, тоа се трактори, тоа се моторни возила. Не може а да не го примети тоа сообраќајна полиција, редовна полиција, шумска полиција која што се движи на тој терен. Еве и да ги исклучиме националните шуми и така натаму. Значи органите на прогон би требале да ги забележат. Не е тоа мала количина на предмети. Ако може, да. Значи, сега разговаравме со Марина пред да доеме на емисијата. Значи, веќе правиме демонстрација за надлежните органи. Дека преку сателитски снимки, анализа соодветна на обешумувањето, може многу лесно хронолошки да дојде до одговор за одредени локации што се случува со шумското подрачје. Сега збориме за обезшумени подрачја? Да, сега. Има таму надлежни, да кажеме, предпријатија кои што и организираат соодветна заштита на шумите според закон и сосема е легитимно прашањето да им се постави токму на тие, да кажеме, одговорни лица во подрачјето, што правевте вие изминативе години, најдов еден каде што податок шумата ви ја снемува. 20 за изминатите 20 години толку е оголен, подрачја оголени се во димензија, односно во габарит на 58.000 фудбалски игралишта. Сме останале за Македонија. Помалку шума од 2003 во однос на 2024, меѓутоа веројатно и ова е тешко со сателит да се утврди колку се тие повеќе црвени точки, обешумени подрачја, со оглед на тоа што последниот попис за шумите е направен уште од времето на Тито. 80-тите години. Значи, зошто не направиме попис? Пописот или инвентаризацијата е вообичаено редовна мерка која што државата спроведува за да знае што се случува со шумските ресурси. И таа се прави на одреден растер, на одредени точки, се прави таков и таков премер, надлежни служби го прават и анализираат што се случува со шумите, како растат, како прираснуваат, какви видови имаме, болести и така натаму. Сите трендови. Колегите во национални шуми кои што прават стопански планови, прават премер на 10 години кога прават стопански планови, меѓутоа не е тоа истиот модел кој што би требало да се прави. Сега со европскиот проект комплицирано ли е да се спроведе шумски попис? Не само бара луѓе и време и пари. Сега се направи со европскиот проект пилотна инвентура минатата година, резултатите се веќе финални, колку што јас знам, и се доставени до министерство на 20% од Македонија. Треба да се продолжи сега со истата динамика, за во период од 5 години добиеме одговор за тоа што имаме во шумите. И таа како редовна активност секоја година треба на 20% од територијата да се обавува. Да видиме колку министерство ќе најде сила и средства да ги покрие овие активности, бидејќи не се без пари, нели? Тоа се луѓе, пари, возила, не знам, време, анализа на податоци, така натаму. Добро, спомнавте и законски измени и вие и професорката. 3,5 децении самостојност, независност, ние уште немаме ефективна законска регулатива со која би се справиле поефикасно со овој вид на криминал. Колку закони треба да се сменат? Треба интервенции во кривичниот законник? Заострување на казните дополнително? Секоја една измена на едно кривично дело во кривичниот законник, да речеме, предизвикува и многу голем број на усогласувања на други акти. Да речеме, не можете да го направите тоа без законот за шуми, а во моментот она што го каже Саша, мислам најголемиот проблем на кој што треба да се фокусираме во нареден период, усогласување на законот за прекршоци со останатите. Тоа значи следи закони, особено со кривичниот законник. Би рекла дека добро ни е транспонирано европското законодавство, казните се адекватни. Ние сме една од првите земји кои што го ведовме кривичното дело екоцид, за кое што имаме 10 години казна затвор, меѓутоа нам ни фали имплементацијата на овие законски одредби и една ефикасна оперативна акција на терен. Во текот на летото имавме до 40 пожари на отворено на дневно ниво. Во јули само повеќе од 700 пожари имавме. Дали вие како
човек заложен за екогеноцид, еколошки криминал, чувте дека некој од тие сторители кои беа при тој фатени имаше за намерно подметнување на пожар, се добија некаква завршница? Така, да, тоа е така. Ги следев билтените на Министерството за внатрешни работи дневно кога ги објавува. Интересно беше дека имавме и странски државјани, како што беше кажано државјани од Албанија кои што подметнуваат шумски пожари на наша територија и слично. Да, процесирани има од тој дел на сторители на кривични дела. Добро, Сашо, дали сте имале можност да ја видите таа мапа од озгора сателитска, како изгледа обешумувањето на Македонија, тие црвени точки кои ги заменуваат зелените подрачја и шуми? Онаа Македонија позната по раскошните гори, се по-голена е тамо Јабланица долу, Липковско-Кумановскиот регион, кон Косовската граница, особено опустошени шуми. Како изгледа од горе тоа? Страшно? Значи, сателитот не препознава што е легално, нелегално. Едноставно ви дава податок за обешумување и ќе го видите, има различни избори. Кој сака некаде на Global Forest Watch, нека гледа што се случува. Таму има и, да кажеме, обешумување од пожарите, например на Малешевскиот дел веќе се гледаат големи површини кои што одеднаш снемале шумска покривка. Имаме обешумување таму каде што се спроведуваат редовни активности од шумарството, особено чистите сечи, кои што се површински, и тие, да, исто се обешумување, додека не никне повторно нова шумска вегетација. Сега, интересно е да се гледа она што е остатокот, некој треба да го изанализира, и да, имаме доста црвени точки. Мене не ми е чудно затоа што ги анализираме овие податоци и знаеме каде се трендовите на, да кажеме, помасовна појава на нелегални сечи. Ме чуди тоа што нема соодветен одговор, да кажеме, фокусирање на надлежните таму каде што се црвените точки, да ги следат поголемите подрачја, да не се бават со мали неважни случаи. Социјалните случаи кои да се бават со сериозни обешумувања, таму да се фокусираат. Да, професорката вели да се обрне внимание многу на времето е кусо, мораме да завршуваме. Порака за крај, освен она што рековте, да се фокусираме на усогласување на кривичниот со законот за прекршоци, што треба да се стави фокус во нареден период за да поефикасна битка против кусове, молам во една реченица. Според мене ударно е формирање на организиран посебна единица во Министерството за внатрешни работи која што ќе се бави исклучиво само со овој тип на криминал. Кога ќе имаме инспектори во криминалистичката полиција задолжени за овој тип на криминал, очекувам дека навистина со целосна посветеност само на тој тип на криминал ќе имаме резултати. Но тоа велите да се спроведува. Да се спроведува. Тоа е во тек. Така. Петровски. Тука некаде би било, значи мора да се осврнеме на казнивоста. Закони еден куп имаме, има недостатоци во законите. Да, прекршочниот закон, значи некако ги прави минимални казнувањата во однос на шумите. Не можеме да се справиме со тоа. Очигледно ќе треба во закон за прекршоци, како што вели, повисоки се казните за прекршоци кои што се против европското законодавство, тогаш да се додаде и против животната средина, против природните ресурси. Тоа е една од работите. Кривичниот закон веќе работиме на предлози за да се стегнат одредени работи околу шумите и казнивост. Значи мора да профункционира еднашка за секогаш тој систем, да. Добро, повторно сме околу законите за жал 3 и кусур децени од самостојноста. Професорка Емали Стазовска и господин Петровски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Темата е интересна, ќе се навратиме на неа повторно. Благодариме за поканата.